Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерашна емисија ќе има малку посериозен контекст на ток на содржина, бидејќи сите ние, почнувајќи од мене, па до скоро секое семејство во секој град, доживуваат една многу непријатна ситуација, тесно врзана за губитокот на својот близок или најблизок од семејството или некој од поширокиот круг. Односно, ќе зборувам за како и на кој начин може да се и што стори да се помогне на семејството кога во семејството имаат драматичен и озбилен момент или ситуација при што членот на семејството починува, односно го завршува животот во семејството. Таа состојба во медицината е позната како инфаустна состојба или инфаустна состојба во превод значи зла коп или наговестување на умирањето или на смртта кај човекот. Управо ова емисија ќе служи као пример кроз моите изнесени повеќе случаеви од праксата, каде што крајот на животот, нажалост, завршува фатално, завршува со смрт, и ќе ги опишам неколкуте битни случаи кои ги имам забележено, кои ќе ги памтам цел живот од мојата пракса, а сето тоа ќе биде увод во наредната емисија кога ќе зборувам за така наречената инфаустна состојба, во смислот што треба да стори докторот, каде е местото на докторот во моментот на умирањето на пациентот или болниот во домашната средина, каков треба да биде односот во припомошта кон семејството во моментот на умирањето, или уште побитно, каков треба да биде односот на докторот во неговото професионално и стручно однесување, за да тој смртни час или моментот на инфаустот или таа злокоп која предстои да му ја олесни и да му помогне полесно да го заврши смртниот час во животот. Управо со ово направив еден увод во наредната емисија, кога ќе зборувам за состојбата позната во медицината како инфаустна состојба или состојба на приот од страна на стручно професионални лица кон болниот во домашна средина или кон пациентите во болница. Понатаму ќе зборувам за односот на докторот кон семејството, кон членовите најблиски на семејството, односно кон сите оние што го губат својот близок во моментот на часот на умирањето. Ќе зборувам начинот на приодот во тие моменти, како најблаготворно, најлесно може да му се помогне на семејството да го совлада тој тежок, драматичен момент на починувањето на болниот. Ќе се послужам со повеќе примери од мојата пракса. Едниот така го имам и насловено крвава солза. Станува збор за особа во возраст од 75-6 години, при што после еден долг период беше изложен на диализа прво 3 пати неделно, па онда 2 пати неделно, па онда секој ден, за да на крајот како се ближеше веќе организмот, односно телото, односно органите, се повеќе и повеќе ја губеа својата моќ и ја покажува својата слабост. Во еден момент се случува следното.
Пациентот во болница се спрема да се одмори. Неговиот близок член од семејството, син, во другата соба легнува да малку одспие, бидејќи со ноќи стално се менувале и бил присутен поред агонијата на пациентот. Во еден момент се успива и во тој момент го сонува својот близок, го сонува така што по лицето му течат крвави солзи. Возбуден од сликата на крвавите солзи кои течат по лицето на болниот, се осознава дека се наоѓа во болница, бидејќи бил збунет од големиот преумор и чувањето на болниот. Во тој момент потрчува кај болниот во неговата соба и стигнува во тој така наречен ултра момент, кога овој болен човек со раката барал нешто по креветот. Особата која му многу блиска стигнала само да му ја даде раката и како му ја дала раката, покојникот во тој момент само го погледнал, ги затворил очите и фактички завршил со својот живот, односно починал. Во семејството после смртта се прави една непријатна, драматична ситуација, прво врзана за губитокот на покојникот, понатаму за сето оно што следи после тоа, така да местото и улогата на докторот беше итекако битна да припомогне во таа хаотична, во таа збунета, во таа конфузна ситуација на семејството, да помогне што и како да сторат за во тој први момент се дословно организираат што понатаму ќе чинат. Јас со тоа семејство имав контакти, додуше и ден денеска имам тие контакти, подоцна стана мои блиски, пријатели. Меѓутоа, оно што за мене као доктор беше битно, да ден денес ми го памтат и ми го споменуваат тој важен момент кога буквално беа изгубени, кога не знаеа што да сторат, кога беа збунети, кога беа уплашени и сето тоа, пошто првпат се случува таква смртна ситуација во семејството, то ден денес го памтат и вели вашето присуство не значеше многу и ден денес ми се благодарни. Така да тој случај вака го имам запишано во мојата тетрадка, каде што случување од мојата пракса ги запишувам, кои ми се као раритети, и го изнесов сега намерно пред гледачите на Канал Визија, за да го поближам моментот и улогата на докторот во тој инфаусен момент, бидејќи во наредното мојот настап ќе зборувам за таа состојба која се вика инфаусна состојба. Втор случај кој ќе го користам као го имам запишано во мојот дневник, доста интересен и доста специфичен. Станува збор за семејство од еден град, едно повеќе члено семејство. Бев изненаден кога вечерта бев повикан на разговор во тоа семејство, а не знаев уопште за што станува збор. Особата побара сите да излезе да останеме само нас двојци, сака со мене нешто посебно да разговара. Во собата се направи еден напрегнат, непријатен момент, кога ме праша
Докторе, дали вие верувате дека смртта дојде кај мене? Ово се случува 3 дена пред нејзината смрт. Бев изненаден од прашањето, бидејќи имаше знаци на виталност, имаше знаци на активност во себе. Не оддаваше впечаток дека навистина за 3 дена, како што предвиде, дека ќе го заврши животот. Останав затечен од коментарот нејзин, од зборовите и од сето оно што го кажа. И онда во еден момент вели: а што мислите, зашто би го кажав ово? Прашав што и даде мотив да го каже тоа дека за 3 дена ќе почине. Никој во семејството не знаеше тоа. Само она го знаеше. Само тој, пардон. Вели: седев сам дома во собата и одеднаш нешто во мене пукна. Тоа што пукна, осетив дека нешто излезе од мене надвор и ми остана само моето тело, речи. Знаев дека веќе душата се спрема да ме напушти. Па добро, останав збунет од тој коментар, затоа што интелектуалец, поем душа, поем смрт, зборува за смрт, зборува за душа, зборува за ден кој со сигурност знае дека ќе почине. Ја прашав особата: како знаеш толку сигурно дека за 3 дена ќе се случи сето тоа? Памтите го што го водиме јас и вие разговор, али колку можете да се најдете меѓу моето семејство, бидејќи и фамилија они не знаат за тоа и не се спремни тоа да го доживеат. Вас ви кажав, а вие после, као доктор, умеете и као невропсихијатар, знаете, имате доста такт, имате доста спирирос, можете да им помогнете да го пребродат мојот губиток во семејството. И навистина, без ikakvo dodavanje, bez ikakvo karikiranje, навистина особата третиот ден почина. Почина на тој начин како што сакаше и почина на тој начин како што опише. Претходно упорно тврдеше дека нејзиното тело е само физикусот, само надворешен излет и дека она веќе не е жива, а дека душата нејзина е надвор од неја и ја очекува секој момент да се ослободи комплетно од телото, да оди тамо како вели во рајот. Тоа е втора, и сега кога зборувам ми представува едно оптеретување во размислувањето колку е тоа точно да секој човек, секоја личност или во секое семејство најблиските го предвидат умирањето или смртта на својот член од семејството. Мислам, како се повеќе стареам и како се повеќе имам искуство во контактот со луѓето, станувам се повеќе убеден дека навистина тој предсмртни час, тој предсмртни момент, личноста на еден сериозен начин го преживува, доживува и го препознава, во што станувам се повеќе убеден во таа вистина. Дека тоа така ме потврди трет случај, кога татко на мој пријател, на возраст од 55-6 години, значи на една осредна старост, во еден разговор само тој со неговата жена, а тоа ми го пренесува сега неговата сопруга, неговата мајка на мојот пријател, иначе сопруга на покојникот. Во еден момент, во касните ночни сати, ја повикал неа на разговор и побарал да дојде кај него одреден ден, значи 3 дена
после тој разговор да дојде неговиот брат, родени брат. Неговиот роден брат тој ден бил повикан, а немал уопште појма зашто го повикал братов да дојде во гости кај него. Го послужил оно нормално неговата сопруга со оно што е. И во еден момент вели, дојдов да те повикав да се опростиме, пошто ти ми беше као постар мој ослон во животот. Ми помагаше многу и ми е битно да бидеш тука поред мене. Брат му не ја прифатил таа приказка, тој начин на разговор, ајде ти ке живееш, не зборуваш нешто неточно и така натака. Меѓутоа, после тоа убедување, што се случува? Станал од кревет, наредил на сопругата да му сипа чаша ракија и му рекол, голтни една голтка од чашата ракија, јас отидов. И вистина тој момент кога братов ја голтнал голтката од алкохол во чашата ракија, неговиот брат починал. Исто и тука бев изненаден со таквиот коментар, али сето тоа уште ми даде за право да навистина со голема почит денес се однесувам и со големо внимание, поготово кога се работи за пациент кој е во една тешка и драматична ситуација, каде што, да не кажам деновите, него дури и часовите на неговиот живот се изброени. Тогаш се повеќе ја сватив должноста и улогата, а посебно и местото на докторот во тие ситуации, колку е битно не само за болдиот, туку и за целото семејство кое останува после тоа да пати, да тагува и да носи големи трауми од таа ситуација, при што сето тоа до многу долго се памти. Во тој момент, или тоа ми беше уште една важна лекција во која сватив дека местото не само мое и на моите колеги е многу битно во тој ултра момент на умирањето на болниот или на член од семејството, ако е то пациент на оделење. Четврти случај кој го имам запишано е случајот на наш тогашна Југославија, односно наш југословен кој работел во Холандија као гастарбајтер. Во еден момент кога веќе му била поставена дијагнозата дека болува од доста сериозна тешка болест, чиј крај не може да даде добро, болува наиме од карцином, се враќа од Холандија и доаѓа дома, ово се случува во Србија, доаѓа дома и неговиот внук, јас тогаш бев во активна работна служба, ме повика да едноставно му помогнеме да колку полесно го совлада болот од карциномот кој многу јак во него, а лековите веќе не делуваат со она јачина како што на почетокот биле. И навистина кога отидов во станот на болниот, заедно со неговиот внук, иначе мој добар пријател, во еден разговор со него вели, дали верувате дека јас знам дека ќе умрем, и точно часот и денот го знам. Не ме затече со нешто непознато или нејасно, бидејќи на клиника кај нас имаме многу такви ситуации на пациент кој го донесат полумртов или веќе мртов и така натака, поготово пациенти кои доживуваат разни мозговни
последици на шлог, на тумор, на карцином и така натак. Не ме изненади тоа што го рече, нити ми представуваше некоја новост. Меѓутоа новоста беше со тоа што за мене, што рече дека смртта би ја наговести мојот ангел. Нешто несватливо. Медицина, ангел, смрт. Една диспропорција огромна. Пречутив. Да мислев дека халуцинира, не халуцинираше. Бидејќи неговите реченици беа поврзани, беа во еден контекст на сето тоа, да одаваше впечаток дека разговара сосем коректно. Во тој разговор, добро, како знаеш, реков, дека твојот ангел е тука на тебе? Да, он е со мене, рече. И знам точно часот и денот кога ќе починам. Ама нема да ви го кажам, нема да го кажам ни на семејството. Зашто, реко, нема да им го кажеш? Ми одговори многу едноставно. Да уште малку се радуваат со мене и да не влегуваат во тага пред време. Логичност има за тоа, а мене пак ми е важно да не им кажам, за да ги гледам уште тие 3 дена, како рече, да ги гледам нив околу себе, да се радувам едноставно на нивното присуство. Навистина, третиот ден, во истиот час кога ја предвиде својот покој, односно своето мирање, навистина неговата сестра, односно мајка на мојот пријател, точно како рече, пред умирањето го кажа часот и денот, а причината што претходно не ја кажа беше да што подолго биде со нив и да што пократко им не овозможи да патат и да тагуваат за неговиот губиток. Ово ми даде за право да сега веќе со една голема сигурност пречувството на тој инфаустен момент или моментот кога човекот умира или моментот кога настанува таа злокобна, драматична ситуација, ми стана се повеќе присутна и се повеќе сум дубоко уверен дека во секоја ситуација, во такви моменти, некаков предзнак мора да се појави, да предстои или некакво наговестување за случување на драматичното со личноста. Тоа ми го потврди, ево уште еден случај ќе кажам. Станува збор за младо момче, 26 години, кое во темпоралниот дел, значи на десната страна на главата, значи во слепоочниот дел поточно, е диагностицирано тумор во главата. Меѓутоа, тумор од тој тип на тумор, така наречени злокобни тумори, кои многу брзо се развијат и многу брзо го земаат животот на човекот. Злокобниот тумор покушано да се оперира, бидејќи се повеќе растел, во тој интервалот е 3 месеца, али подлабоко влегување во тој дел представува опасност, бидејќи може да се оштети видно мозокот, односно се предизвика предвремена смрт. Родителот, мајка, како рече, од тој момент кога влезе во операцијна сала да се оперира главата, јас знаев дека го изгубив синот. Пречувството на мајчинството кое го носеше со себе
тесно врзано и инициирано за состојбата на синот, нејзиното внатрешно чувство, сето тоа веќе и означи дека навистина ќе биде драматичен крајот на нејзиниот син, што тоа и се стори. После тие 3 месеца, после оперативната интервенција, момчето почина од тој злокобен тумор. А на жалост, предчувствата на мајката се остварија дека го изгуби своето дете. Значи, чувството или предчувството дека нешто ќе се случи, јас и као професионални доктор, и као човек во возрастни години го почитувам и сигурен сум дека тоа постои и кај најблиските членови од семејството секогаш ќе биде присутно. Ево и последниот случај да го кажам, колку е битно местото на докторот, неговата стручност, неговиот професионален однос, неговиот приот према пациентот. Ке го изнесам со случајот од Струга, кога бев повикан од едно семејство чија мајка се наоѓаше на лечење во болница во Битола, на оделението на невропсихијатрија, како последица на доживен можден излив или шлок. И бев замолен од нив да ја видиме мајката, да ја посетиме и да видиме што понатаму би предложил јас. Во разговорот со колегите за време на дежурство, пошто дојдовме вечерта, колегата рече дека ситуацијата е доста сериозна и многу коректно настапи, вели да не ги изложуваме многу на трошкови, било би добро да потпишат да се земат пациентката и ја вратат во Струга. Во тој момент доживев една многу драматична ситуација. Сите во мене, и сопругот, и двата сина, и керката гледа во мене што јас ќе одлучам. Побарав јас и колегата сами да останеме да поразговараме, да ми уште еднаш стави до знање како стои ситуација. Вели, од почит према тебе, пошто си мој колега драг и се знаеме долго време, би ти советувал да жената ја одвезат назад во Струга, јас ќе ви дам санитет, така да нема да имам проблем. И навистина, кога ја однесовме жената, ја земавме, предложив да ја земеме, ме послушава, ја земавме особата од болница, колегата доктор даде санитет да се одвезе до Струга, утредента пациентот почина. Ево еден еклатантен пример, еден карактеристичен пример колку е битно присуството на докторот во такви моменти, за да го олесни часот на убирање, да на семејство му помогне да нема беспотребни материјални трошкови и малтретирања, бидејќи трошковите подоцна се за друго користат, да му олесни на пациентот да навистина почине во домашната средина од каде потекнува. Значи, сето тоа има за цел да високостручниот и професионален однос го покаже вистинското место на докторот во тие драматични моменти на инфаустниот час, што подоцна не само семејството, него и најблиските од семејството ќе го памтат и ќе го имаат на ум колку значеше присуството на докторот. Почитувани пациенти, до овој момент изнесов повеќе примери од мојата пракса, а тие примери фактички и уводот на сето тоа што го зборувам
je za naredното мое настапување кога ќе зборувам за болеста, односно за смртта и инфаустниот момент, во смисол местото, улогата и професионалноста на докторот кон болниот и кон семејството. До наредната емисија, почитувани гледачи, добра ноќ.